Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата донесе решение со кое утврди дека 4 трговски друштва кои оперираат на пазарот на трговија на мало со прехранбени производи, како и Сојузот на стопански комори на Македонија како координатор, учествувале во забранет договор или усогласено однесување во смисла на член 59 од Законот за заштита на конкуренцијата. Во постапката е утврдено дека на состанок одржан на 5 февруари оваа година, учесниците постигнале усогласен став за неприфаќање нови или зголемени ценовници од добавувачите, со што ја замениле состојбата на независно пазарно однесување со состојба на практична координација. Со донесеното решение се посочува во соопштението се изречени прекршочни санкции, глоби во износ од 3.075.000 денари за секој од трговските друштва кои оперираат на пазарот на трговија на мало со прехранбени производи, додека на Сојузот на стопански комори на Македонија е изречена прекршочна санкција, глоба во износ од 1.143.000 денари со цел превенција на идни нарушувања и заштита на потрошувачите и пазарната конкуренција. Евроинтеграцијата не се гради во Брисел, туку дома, во нашите одлуки и начинот на кој постигнуваме консензус, порача председателот на Собранието Африм Гаши на 8-та пленарна конференција на Националната конвенција за Европската унија, одржана во Собранието. Гаши нагласи дека ниту едно билатерално прашање не смее да биде пречка за напредокот кон Европската унија, додавајќи дека примерите на Албанија и Црна Гора покажуваат дека процесот е реален и достижен. Нашиот надпревар не треба да се одвива во реторика, туку во изнаоѓање заеднички решенија за заедничките проблеми, истакна тој. Председателот на Националниот совет за европска интеграција Венко Филипче предупреди дека државата губи време поради недостиг на политичка волја за суштински реформи. Тој додаде дека е неопходен широк политички консензус за спроведување на реформите и уставните измени, бидејќи, како што рече, Собранието е единственото место каде што треба да се постигне договор за европската иднина на земјата. Најмалку 4 лица загинаа во пожар што зафати неколку облакодери во Хонг Конг. До 17 часот по локално време 7 лица беа однесени во 2 болници на лекување. Од нив 4 лица се прогласени за мртви, 2 лица се во критична состојба, едно лице е во стабилна состојба. Ванг Фук Корт е стамбен комплекс кој се состои од 8 блока, со речиси 2000 стамбени единици. Објавените снимки од стамбениот комплекс покажуваат чад што се издига од стамбените кули. Неколку згради околу запалениот облакодер имаат бамбусови скелиња на нивната надворешна страна. Причината за трагедијата се уште е непозната. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во Страсбур изјави дека Русија го ескалира насилството секој пат кога ќе има напредок во преговорите за Украина. Таа рече дека планот на Москва не се променил и дека Крем верува дека може да издржи подолго од Украина и од незините сојузници. Фон дер Лајен ги представи црвените линии на Европската унија. Нема прифаќање на еднострано менување на граници, ниту ограничување на украинската армија, затоа што тоа би ја направило ранлива на идни агресии. Таа ја поздрави иницијативата на американскиот председател Доналд Трамп за мир и истакна дека се работи на текст за мировен договор. Фон дер Лајен најави дека Европската комисија подготвува правен документ за користење на замрзнатиот руски имот за обновата на Украина, нагласувајќи дека европските даночни обврзници не смеат сами да ја носат финансиската тежина. Таа додаде дека иднината на Украина е во Европската унија и дека тоа е клучен дел од секој безбедносен договор. Под влијание на циклонска активност, од денес до сабота ќе преовладува претежно облачно време со повремени врнежи од дожд. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека пообилни врнежи се очекуваат во текот на денот и утре. Поради спуштање на постудена воздушна маса од север во четврток на планините, врнежите ќе преминуваат во снег, а дневните температури ќе опаднат за 4 до 6 степени во споредба со утрешните. Стабилизирање на времето се очекува од недела.